А сега малку да ги оставиме референдумот и евроатлантските интеграции настрана и да поразговараме за секојдневните проблеми што ги мачаат нашите граѓани. Ланчо е на терен со висок извор од владата. Ланчо? Да, така е, студио се слушаме, разговараме со еден не толку висок владин извор. Добар ден. Добар ден. Колку сте висок? Па моментално сум висок 1,60 м, но по приемот на земја во НАТО и во ЕУ очекувам раст од најмалку 20 сантиметри. Да, ете 1,60 м, но со Добро. Може да започнеме малце со конкретните прашања. Ме интересира што мислите за вакцините кои што треба да ги примаат нашите деца. Има доста бурни реакции дека се ѓубре. Дајте малку да збориме за приемот на Македонија во ЕУ и во НАТО и какви вакцини ќе имаме тогаш. Зошто не се реши проблемот со грејењето во школите? Нели сега доаѓа зима, ќе стане ладно, па после децата ќе имаат Да. проблеми. Има, да, значи Може да настинат. со приемот на Македонија во ЕУ и во НАТО влегуваме на пазар кој што има 250 пати повеќе шума од Македонија. Значи, да ја замислиме една Норвешка, се не знам дали сте чуле тој термин, норвешка шума. Сите знаеме што е Норвешка, сите знаеме што се Алпите. Само замислиме колку шума ќе може да се извезе во Македонија. Значи ве молам немојте да значи ќе направиме посебна емисија кога ќе влеземе во ЕУ и НАТО. Она што сега ме интересира, дали ќе се случи истото сега на есен со смогот, како што се случи со комарците? Зошто не се решаваат проблемите одма? Што е следно? Што да очекуваме, смог? Значи, да не покоси? По приемот на Македонија во ЕУ и во НАТО, македонските граѓани ќе имаат можност да купат далеку поквалитетни маски за смог. Добро, ете студио, како што слушнавме, јас повеќе не би му поставил ни едно прашање, пошто мислам дека ако беве и да му поставам кога последен пат ќе ги исправил гаките, ќе ми рече дека чека да дојде НАТО и ЕУ за да доста ќути. Што те прашав, одговори. Абе како така? Дека следно чека да дојде НАТО и ЕУ за да си ги изберега. Јас стварно не знам кој е последно прашање. Што е со тие негативни коментари и така има, значи поевтини гаки има у Европа него тука са, што правиме муаве?